Почитувани слушатели и Facebook пријатели, но и наши ценети следбеници, во наредниве минути ја имаме таа чест и задоволство да разговараме со професор доктор Митко Панов, редовен професор на Институтот за национална историја и председател на Сдруженијето на историчари на Република Македонија. Го покануваме да не се придружи во студиово. Веќе се гледаме, а дали се слушаме, да провериме сега. Добро ви утро, господине Панов, и добро ни дојдовте на Македонски корени. Благодарам на поканата. Добро се слуша, да. Добро ви утро и од мене, професоре Панов. Ви благодариме што ја прифативте нашава покана за да подискутираме денес за теми кои не обременуваат сите нас без разлика каде и да сме. Професоре Панов, се добива впечаток дека актуелните случувања во Македонија, посебно со преговорите со Бугарија и новиот концепт во основното образование пред се со бришењето на историјата и географијата, како и засебни предмети, но и со дигитализацијата, е всушност трасирање на патот за одземање на правото на историското наследство поврзано со Македонија пред 1944 година, со тоа и обезличување и на македонската нација. Кое е вашето мислење за ова и дали сето ова што се случува е случајно совпаѓање со актуелните прашања околу негирањето од Бугарија? Па, ова е комплексно прашање кое што директно засага сите нас во Република Македонија и ширум светот македонци, бидејќи како да кажам, во целиот овој период од 2017 нааму се соочуваме со класично негирање на македонската нација, манифестирано преку политичките договори, а кои што наоѓаат рефлексија првенствено преку тенденцијата да се ревидира македонскиот национален наратив. Во тој контекст, јас многу пати укажував дека се соочуваме токму со ова прашање, кое што еве и двата договори, и договорот Преспа и договорот со Грција и со Бугарија, всушност имплицираат токму тоа, тенденција за историско делегитимирање на македонскиот народ и македонската нација, особено што ако ги погледнеме официјалните изјави и на Атина и на Софија, ќе се види јасно дека македонската нација е комплетно игнорирана, односно негирана. Тоа не е нова состојба, тоа сите историчари, интелектуалци знаат дека тоа се провлекува од 19-тиот век и дека тоа е конзистентна политика и на Софија и на Атина, кои што еве сега преку овие историски договори, преку овие политички договори настојуваат да ја поделат на некој начин историјата на Македонија помеѓу себе. Знаеме тоа дека и договорот со Грција и договорот со Бугарија токму тоа го предвидува. А од друга страна, Република Македонија е доведена во состојба да преговара за сопствениот национален наратив, што е апсолутно непозната практика за демократските општества. Имаме национален наратив кој што е граден со децении, кој што е втемелен на традиции, македонски посебни традиции, и кој што е присутен на територијата на Република Македонија, впрочем и во меморијата колективна на македонскиот народ. И апсолутно сметам дека е недозволиво да се преговара на ваков начин. Ние можеме да преговараме како научници, како историчари на меѓународни конференции, каде што и преговараме, тоест дебатираме всушност, поточно да се изразам, дебатираме за одредени прашања и не може историјата да се третира како догма, политичка догма и да се наметнува една така наречена историска вистина од
креирана или конструирана во 19. век од соседите на Република Македонија само затоа што ти имаат механизми политички да влијаат на Република Македонија од аспект на незините аспирации за членство во НАТО првично, сега и во Европска унија. Професоре, со Преспанскиот договор, владата на Заев потпиша дека македонскиот идентитет нема никаква врска со антиката, а со договорот пак за пријателство и добрососедство со Бугарија, на добар спад сме да се откажеме и од идентитетот пред 1944 година. Дали одиме во амбис на себебришење како нација, или премиерот Заев веќе не има избришено како нација? Дали мешовитите комисии се искористени само како политички алатки, односно политички инструмент на задоволување на барањата на Атина и Софија? Какви се вашите размислувања, сознанија и предвидувања? Па да, ние сме сведоци дека меѓудржавните комисии, ја би ги нарекол, меѓу Република Македонија и Грција и Бугарија, се резултат на политички договор. Тука јас не гледам нека експертска или научна димензија на нивната работа. Да, точно е дека имало такви комисии и во минатото, меѓутоа тие комисии меѓу Германија ги знаеме, да не ги повторуваме, се во принцип засновани на едни основи кои што се во суштина демократски во смисла на тоа дека секоја партија, секоја страна има право на својот национален наратив. Друго е прашањето што сега нас како држава ни се сервира, односно се условува работата на комисијата, исходот од работата на комисијата со натамошните интеграции во Европска унија, претходно во НАТО. И во таа смисла сметам дека повторно би укажал на тоа дека ние како историчари, како интелектуалци мораме да укажеме на тоа дека ваквите практики се несвојстливи за демократските општества, за европските вредности, бидејќи и другите примери кои што ги имаат Германија, како што спомнав со другите земји, всушност имплицираат меѓусебно почит и апсолутно не се диктирани од некои политички договори, туку се едноставно взаемно креирани за да се надминат некои конфликтни прашања од минатото. Меѓутоа кај нас не станува збор за тоа. Имено, да го спомнам договорот со Бугарија, каде што комисијата воопшто и нема мандат да преговара за ревизија на учебниците воопшто. Ако го погледнеме договорот со член 8, членот 8, јасно се гледа дека комисијата само треба да дебатира околу објективно и научно интерпретирање на историските факти. Меѓутоа никаде не е дефинирано дека таа треба ниту да селектира некакви личности од заедничката историја, да утврдува кои се заеднички личности од заедничката историја, аналогно на тоа видовме дека заедничката подразбира бугарска историја, а од друга страна нема ниту мандат, воопшто не е спомнато во договорот дека треба да ги ревидираат учебниците по историја. Оттаму мојот впечаток е дека работата на комисијата излегува од мандатот кој што е доверен од договорот со Бугарија и токму тоа сметам дека е клучниот сегмент паралелно со тоа што комисијата не работи врз основа на еден општ научен консензус меѓу историчарите, бидејќи консензусот меѓу историчарите, колку што јас можам да зборувам од аспект на колегите историчари, не е
адекватен со ова што се случува во рамките на комисијата. Професоре Панов, памете ли историјата пример на вакво откажување од историјата и од националното достоинство, вакво понижување во име на членство за во Европската Унија? Па, ние сме оригинален пример во многу нешта, вклучително и во овој сегмент. Јас би укажал на тоа дека Република Македонија апсолутно треба да го брани своето право, неотугиво право, меѓународно право на свој национален наратив, кој што, како што спомнав и претходно, е граден со децении, втемелен на традициите посебни, да не зборуваме, нели, кои што се пренесувани од генерација на генерација. И оттаму сметам дека ваквите политички условувања за една држава не се апсолутно во согласност со оние вредности на кои што се залага Европската Унија и Европа воопшто. Ние сме, мислам дека ние многу пати забораваме дека ние сме Европа, дека Европа не е само на одреден член, земји членки на Европската Унија, него Европа е и на Република Македонија. Македонија дава многу цивилизацијски вредности за Европа. Така да сметам дека политиката апсолутно не сме да се меша во историјата, во начинот на кој што една нација или една држава или еден народ ќе си ја негува традицијата и историјата и која што е всушност колективна свест на народот. Оттаму сметам дека апсолутно е неприфатливо во вакви услови да се преговара за некој наратив, национален наратив под диктат или под политички условувања. Пред неколку недели вие од Сдруженијето на историчари на Република Македонија имавте една научна трибина насловена "Потребата за промена на учебниците по историја, осовремување или политизирање". Зашто всушност дискутиравте таму? Стана ли збор за наметнатото преиспитување на македонската историографија и за промената на учебниците и за дигитализацијата на истите? И какви заклучоци донесовте од таа трибина? Овака, трибината беше инициирана токму од аспект на овие... Ало? Да, се слушаме. Ме слушате? Да, нешто прекин. Значи, трибината беше инициирана во контекст на тоа да, историската фела продискутира околу овие прашања, бидејќи мојот став и на поголемиот дел од моите колеги е дека треба да се дискутира, меѓутоа внатре меѓу самите историчари, бидејќи мора да имаме еден консензус меѓу историчарите, инаку се тоа што се прави сега ќе биде неодржливо, ниту на краток рок. Затоа трибината ги адресираше всушност актуелните состојби во Република Македонија, кои наоѓаат директна рефлексија врз историското образование на идните генерации ученици, втемелено преку новиот концепт за основно образование и новите наставни програми кои произлегуваат од истиот, бидејќи автоматски се повлекува и тоа. Во таа смисла концептот всушност меѓу другото го афектира не само концепциско или содржинското изучување на македонската национална историја, туку и континуитетот на изучувањето на историјата како самостоен предмет. Воведен со основските државотворни одлуки за градење на автономен национален наратив, градени во наставната програма по историја од далечната 1946 година. И токму од тие мотиви поаѓавме, бидејќи се тоа што сега се прави со концепцијата наметната, бидејќи е подготвена без неопходните длабински анализи и истражувања, а уште помалку базирана на пошироки консултации со академската и научната фела. Да не забораваме дека нејзиното усвоење наспроти е направено наспроти
категоричното противење одеше си сите високообразовни научни институции на здруженијата, председателството на МАНУ. И оттаму гледаме, сведоци сме дека последната наставна програма за 4-то одделение за предметот Историја и општество, бидејќи веќе предметот Историја со новиот концепт нема да постои, туку ќе биде интегриран со општество, меѓутоа исто така ќе биде сведен на еден од мноштвото интегрирани содржини заедно со општество, општествена географија, граѓанско образование, религија и етика. И тука сметавме дека предметот Историја има крајно неизвестна процентуална застапеност и содржинска концепираност. Затоа и овие новите наставни програми кои што излезаа многу неоднавна, пред неколку недели, само го потврдуваат овој минимизирачки однос кон историските содржини и ревизионистичкиот тренд политички кон историјата на македонскиот народ и македонската нација. Она што посебно го апострофиравме е дека делот од ново усвоената наставна програма за 4-то одделение се нотира како еден од клучни резултати развивање кај учениците на идентитет на граѓани на Република Северна Македонија, што е рефлексија всушност на новите политички констелации, а уште повеќе пак се нагласи фактот дека името македонец и македонка повеќе не е идентитетска ознака за нацијата, туку само исклучиво за етничка припадност. Тука наставната програма апсолутно има и хронолошки маркер за историски и културни традиции на македонската државност, односно се утврдува таа граница на историските традиции исклучиво во период на Илинденското востание. А предходните историски периоди, вклучително и средновековието, остануваат празнина всушност во традициите на наследството кој што треба го изучуваат учениците во Република Македонија. И тоа сметавме дека е историски вакуум кој веројатно престои да се пополни во согласност со резултатите од овие меѓудржавни комисиски договарања со соседите и редефиниран преку оваа синтагма која што спомнав, заедничка историја. Значи, опште печатокот дека се нотира еден безименски национален идентитет. Веројатно интернетот ќе беше слаб. Се врати сигурно господинот Панов со се исклучи. Дали се слушаме, да? Да, се исклучивме. Ќе го чекаме да се врати повторно. Меѓувремено слушате убава позадина за нашите слушатели, а нашите гледачи пак ќе почекаат да се уклучит нашиот гостин повторно. Веруваме дека ќе примети дека не е во студио, па ќе се врати. Почитувани слушатели, сега е 19 часот и 20 минути. Го чекаме повторно нашиот гостин, господинот Митко Панов да се врати. Веќе е во студиото, најверојатно ќе биде за кратко, за неколку секунди. Еве го, тука е, ќе го имаме сега заедно со нас. Се исклучивме. Да, нешто со интернетот падна. Да. Не знам до каде ме слушавте, меѓутоа во суштина зборував за концептот кој што и наставните програми кои што Сдруженијето на историчари на Република Македонија ги анализираше, дискутираше околу тоа и меѓу другото дојде до заклучок дека мешањето на граѓанскиот и мултиетничкиот концепт на државата во наставната програма кој што се рефлектира, како што споменав и претходно, само води кон натамошни подели во македонското општество, бидејќи целосно се игнорира процесот на градењето на македонската нација, историскиот процес првенствено. Значи, нацијата останува без име, без идентитетска придавка, што конечно создава простор за доминација всушност на етничкиот концепт.
тоа е модел или механизам кој што сигурно ќе доведе до нови подоби во македонската држава. Од таму мислам дека само преку одржувањето на историската меморија за македонската нација и градењето на концептот на македонскиот демос како политичка заедница на рамноправни граѓани ќе се избегнат идните подоби во државата. И тоа беше еден од заклучоците, бидејќи наметнатото преиспитување на македонската историографија и аналогно на тоа, нели, неминовната промена на учебниците, бидејќи де факто учебниците стануваат минато со новиот концепт и новите наставни програми, зборам за учебниците по историја, не може и не сме да биде диктиран од политиката, од политички договори со соседите или пак од поединци кои претендираат да преговарат за македонскиот национален наратив. Професор Епанов, очигледно е дека со новиот концепт се оди кон тенденција на редуцирање на историјата, кон што ќе доведе таквото редуцирање на сопствената национална историја? Па да, тоа го спомнав и претходно, значи остануваме без историја, се редефинира македонскиот национален наратив, во суштина се редефинира, бидејќи, како што може да видиме, меѓу државните комисии, зборам посебно за Комисијата со Бугарија, всушност позициите на македонските членови се базираат токму на концептот на денационализација и демитологизација на националниот наратив. И тука се поставува прашањето, ако комисијата работи на денационализација на македонскиот национален наратив пред 1944 година, тогаш што ќе остане за македонската историјата на македонската нација? Значи, тоа е една комплексна проблематична методологија во која што се впуштила комисијата, зборам за македонските членови, кои што првично прифатија заедничко чествување од наличности од заедничката историја, впрочем за тоа има и одлука на владата, за да потоа кога дојдат до, зборувам за средновековниот период, за да потоа кога дојдат до период на Гоце Делчев, сватат дека влегле во ќорсокак и дека заедничка историја подразбира всушност бугарска историја, значи признавање дека бугарскиот национален наратив треба да биде составен дел од националниот наратив на Република Македонија, но посебниот македонски национален наратив. И тука за тоа е закочена сега работата на комисијата и сметам дека нема ни да резултира со некакви договори, особено што политичките условувања предпоставам дека ќе изискуваат заедничка прослава на сите овие досега договорени 5 личности од средновековијата, а кои што ќе треба да се прославуваат барем од она, да заеднички да се прославуваат барем од она што зборуваат членовите од бугарскиот дел на комисијата како дел од заедничката историја, а заедничката историја знаеме што подразбира. Македонија од страна на соседите е ставена како во стега или народски кажано во менгеме. Бугарија предначи со притисоците за да се откажеме од се што е и било македонско до 1944, односно 1945 година. Премиерот Заев од друга страна скоро секој ден ја убедува македонската јавност дека идентитетот и македонскиот јазик не биле предмет на преговори, иако гледаме дека и текако се предмет на преговори. Бугарија притиска на заедничка историја, вие говоревте веќе за тоа, но од друга страна ги присвоија светите браќа Кирил и Методи. Од Македонија немаше реакции на ова. Единствена реакција имаше од Чешка и Словачка кои беа предводници во блокирањето на заклучоците кои беа подготвени под диктат на Бугарија, а во кои заклучоци се бараше покрај другото Македонија да се осуди за погрешно толкување на историјата. Вашиот став, професор Епанов, околу узурпацијата, поточно присвојувањето или крадењето на историјата од страна на Бугарија
и кој лекот Македонија да се ослободи од стегата на Бугарија, но и од другите два соседи Грција и Албанија кои ги креираат така да речените договори, Преспанскиот, Тиранската платформа и договорот за добро соседство. Па да, вака, јас секогаш се обидувам да дистанцирам политиката од историјата, меѓутоа очигледно дека ние се соочуваме токму со тоа. Типичен пример беше и она што се случуваше во Бугарија во контекст на редефинирањето, историското редефинирање на празнувањето на светите Кирил и Методи. Само од тие причини јас би почнал прво со историската генеза, бидејќи како историчар секогаш се трудам да ја разберам политиката во смисол на тоа какви цели, од каде ги црпи мотивите или тенденциите кои што се присутни во современијата, а кои што очигледно наоѓаат рефлексија во далечната мината, зборувам сега за 19 век и формирањето на нациите. Во таа смисла јас би отишол уште поназад, бидејќи се третира прашање од средновековието. И тука јас би укажал на неколку факти. Дека Бугарија всушност и нема релација во тоа време, зборам, кога се Кирил и Методи активни во Македонија, бидејќи зборуваме нели за 9 век, бидејќи тие се родом од Солун, тоа е општо познато, и многу од изворите во тоа време, а и подоцна во почетокот на 10 век, а и континуитет го сметаат Солун за прв град кај македонците. Тука не би дебатирал што подразбира терминот македонци во тоа време, меѓутоа не се спомнуваат бугари во контекст на Македонија воопшто. Нивната иницијална дејност ја знаеме дека е мисионерска, е поврзана со Македонија, а потоа и со Моравија и Панонија. И ниту во овој период на нивното делување Бугарија нема релации со Македонија. Доволно е да се подсети фактот или да се нагласи фактот дека во тоа време до 864 година Бугарија и не била покрстена, односно не била конвертирана во христијанството низините владетели, кои што биле конвертирани токму под влијание на Византија со актот од 864 година. И уште еден аспект е многу важен, дека современите византијски извори од тоа време не спомнуваат ништо за мисиите на светите браќа, и од таму словенските житија всушност ни се главниот извор преку кој се реконструира нивната дејност, зборувам за иницијалната дејност, нивното раѓање, нивното делување, порано делување на просторот на Македонија. И во тој сегмент би укажал на фактот дека овие житија без исклучок ги користат термините словенски или наш народ, или наш јазик, што апсолутно не кореспондира со она што сега Бугарија, официјална Бугарија, на политички начин се обидува да го редефинира историскиот факт. Многу подоцна охридските архиепископи Теофилак, конкретно на 11 почеток на 12 век, и Димитрија Хоматијан, почеток на 13 век, составува житија за свети Климент Охридски. Преку ова житија всушност посредно ги споменуваат светите Кирил и Методи и значењето на нивната дејност. И сега тука има друг аспект, дека треба да се има пред дека наративот на овие охридски архиепископи е многу подоцна, или со подоцна хронолошка дистанца, и во тоа време бил подредена византиската идеолошка програма, како и на она административна црковна терминологија која била конструирана од императорот Василиј II по ликвидирањето на самата држава во 1018 година. Значи тука имаме два сегменти кои што се многу важни за разбирањето на дејноста на Кирил и Методи и тенденциите сегашни да се присвојат од одредена држава или нација.
Она што јас би го кажал во оваа прилика е дека овие извори недвосмислено констатира дека Климент го придржувал Методи уште најрано возраст во Македонија. И тука Методи нели дело знаеме како кнез или архонт на поранешна Склавинија во Македонија во функција на пропагирање на византискиот идеолошки концепт, а во функција на јакнење всушност на одбраната на македонската територија од бугарските напади. Македонската територија во тоа време нели под византиска власт. И тука знаеме дека Климент потоа заедно со Наум и другите ученици ги придржува учителите во Моравија и Панонија. И потоа истапил како непосреден и доследен продолжувач на традициите на светите Кирил и Методи, што е многу важно, бидејќи Климент ги продолжува буквално традициите, вклучително и на територијата на Македонија, кога нели ја создава Охридската книжевна школа. Она што официјална Софија се обиде да го направи е дека всушност да го редефинира политички е тоа дека Софија претендира да се позиционира како единствена држава која што го дава кирилицата на словенскиот свет и дека аналогно на тоа нека логика политичка е дека ако доколку е тоа така, тогаш доколку кирилицата се зборува од сите словенски јазици денес, а не глаголицата, тогаш Бугарија е таа која што дава словенската писменост и словенскиот јазик на цела Европа. И тоа е тоа што всушност беше несватливо не само од научен аспект, туку и од политички аспект, и тука всушност наидоа на противење на Чешка и Словачка, кои што де факто укажаа дека не може на овој начин да политички да се интервенира во интерпретацијата на историјата како што тоа го прави Бугарија. Всушност, благодарение на Чешка и Словачка, Европска унија всушност ја задржа оние вредности демократски и европски кои што се столбот на членките на Европска унија, бидејќи во спротивно доколку се прифатеше условувањето на Бугарија и заклучоците да се метнеа како услов за започнување на преговори на Република Македонија со интерпретацијата која што е историската интерпретација диктирана од Софија, во тој случај Европската унија ќе се ставеше во улога на судија на историски наративи, што е апсолутно неприфатливо. Така да Словачка и Чешка всушност го спасија угледот на Европската унија. Ке мора да побрзаме ако е можно, професоре Панов. Да, слободно. Очигледно е дека Бугарија злоупотребува дел од историските факти со цел да ги прикаже светите браќа Кирил и Методи дека се бугари. И покрај тоа што напоменавте, професоре Панов, кои се историските факти кои Бугарија најчесто ги злоупотребува како аргументи за да прикажат дека светите браќа Кирил и Методи биле бугари? Да, јас спомнав нешто околу тоа, може евентуално да се надополнам на тамошниот период, бидејќи изборувавме сега за средновековие, меѓутоа она што е клучниот аспект е дека всушност Бугарија ги бугаризира светите Кирил и Методи во период на Второто бугарско царство, во насока на легитимирање на нејзините претензии кон Македонија и Охридската архиепископија. И тоа не е само случај со култовите на свети Кирил и Методи, кои што во тоа време Бугарија претендира да ги присвои, односно бугаризира, туку и со култот на свети Димитрија Солунски. Знаеме колку е тој вграден во традициите и меморијата на граѓаните на Солун, меѓутоа во тоа време, зборуваме сега за почетокот на 13 век,
се прави таква исто тенденција да се бугаризира и самиот Свети Димитрија со тврдењето дека всушност Свети Димитрија ги напуштил Солуњаните и се преселил во Трново, кое што е новото седиште на Бугарија, и на тој начин всушност Бугарија ги конструира, односно ги бугаризира овие традиции, зборуваме за средновековието. И тоа е рефлексија, потоа се пренесува и во 19 век, бидејќи по османлиските освојувања всушност Кирил и Методи се подлежни на заборавот во османлиска Бугарија, а нивните култури, вклучително на Свети Климент и Наум, се негуваат и почитуваат во Македонија. Тоа е неспорно, тоа е рефлектирано и во самите уметнички представи во самите цркви, икони кај нас, зборувам на територијата на Република Македонија. И пошироко меѓутоа османлиска Бугарија тоа подоцна го присвојува во текот на 19 век, и тоа е поврзано со судирот за историското наследство на Македонија, кој што настапува со овој рускиот проект на создавање на голема Бугарија. Во тоа време на Бугарија и треба да повторно да ги присвојува тие историски личности од Македонија, за да го легитимира всушност правото на историското право на територијата на Македонија, и тука се конструира тој бугарски национален наратив. Во тоа време се национализира, односно бугаризира и Кирил и Методи, Климент, Цар Самуил, бидејќи Цар Самуил предходно исто така бил подлежен на заборавот во рамките на османлиска Бугарија. И тие рефлексии денес ги гледаме очигледно дека таа конзистентна политика на Бугарија, која што влече корени, како што спомнав, од втората половина 19 век во однос на Македонија, под влијание на Русија и под нејзино менторство се конструира тој бугарски национален наратив, а кој што денес се сервира како единствена вистина историска и кој што треба Република Македонија да го прифати за да влезе во Европската унија, ма да влезе обезличена национално. Имате ли нешто да дадете околу одлуката на Бугарија за присвојување на делото на Кирил и Методи? Има ли некаква врска средновековна Бугарија со светите браќа Кирил и Методи и нивното присвојување на делата на Кирил и Методи? И зошто изостана, што мислите, соодветна реакција од македонскиот државен врв и други соодветни државни институции, но и од Македонската православна црква? Вака, јас го кажав тоа всушност во претходните прашања, одговорот го дадов, јас само може би укажал и на оние политички релации кои што се присутни во современието, во најново време, бидејќи всушност редефинирањето на историското толкување на светите Кирил и Методи, односно празнувањето национално во Бугарија, е последица и на геополитика. Геополитика која што била присутна и во средновековието, а и до ден денес, а во 19 век, како што спомнав, Русија таа која што го гради и државата и националниот наратив на Бугарија за сметка на Македонија, да кажеме. И оттаму разбирливи се и комплексите на Бугарија во однос на Русија, што го констатираат и самите бугарски политичари од минатата година, бидејќи во обид, всушност ова редефинирање политичка во обид да и сепарира на Русија, односно да се обезбеди своја верзија на историско толкување. И интересно е што пак ваквата дефиниција, зборуваме за дефиницијата усвоена во бугарскиот парламент, е во контрадикција со публикацијата на Бугарската академија на науки и уметности, на науки, за официјалниот јазик на Република Северна Македонија, бидејќи во таа публикација пак колегите зборуваат за наводно екзистирање бугарски словени во Македонија, Солун и Солунско, уште од 7 век, а што е ставено всушност во функција на наметнување на бугарски етнички преднак на словенските просветители. Со други зборови, уште со самото раѓање Кирил и Методи биле
бугари, што апсолутно не кореспондира со изворните сведоштва. Значи, а од друга страна, да. Да, реков да ве прашам, вие како историчар, дали може да ни кажете на кој начин и со кој период се утврдува хронолошкиот маркер на историските и културни традиции на македонската државност и дали се укинувањето на историјата како засебен предмет ќе се искористи за пополнување на евентуалниот историски вакуум од средновековието околу празнината во традициите и наследството, и секако со дигитализацијата на учебниците ќе се задоволат барањата на соседите за промена на содржините во учебниците, по нивен трг се разбира? Да, го одговорив и ова прашање на некој начин. Во суштина, тоа што сега се случува еве да кажеме, тенденција за редефинирање на македонскиот национален наратив, и тоа е клучниот момент што треба да се има предвид. Значи, редефинирање подразбира препрочитување, односно редефинирање подразбира наметнато преиспитување на сопствената нација, потеклото за сопствената нација. Во симплифицирано да кажем. Тоа значи дека се што до сега е пишувано, се што до сега имаме традиции, треба да се редефинира за да можеме да бидеме дел од Европската Унија. Не зборам дека Европската Унија ја пропагира ваквата политика или другите стратешки партнери Република Македонија, туку дека тоа е конзистентна политика на Бугарија уште од 19 век, а и на Грција, знаеме така. Тенденцијата кај Софија и кај Грција зборам, и кај Атина зборам од аспект на историчар, не од аспект на политичар, е секогаш присутна. Секогаш ги имаме тие негаторски тенденции, еве доволно да се погледне, барем доскоро беше, претпоставам дека се уште на сајтот на Министерство за надворешни работи на Грција стои дека Грција не ја признава македонската нација, дека тоа е вештачки конструкт на Тито. Не знам дали е променето сега, зборувам сега за неколку месеци наназад. Меѓутоа и преспод договор знаеме од кога датира, што значи дека не беше променет тој сегмент. Другиот сегмент сме сведоци од страна на Бугарија. И тоа е тоа, многу едноставно. За историчарите е многу едноставно, бидејќи знаеме дека генезата историска, ако ја знаеме историската генеза, ќе ги знаеме и целите на политиката во современите. Бидејќи ништо не е сменето од втората половина 19 век. Професоре Панов, како ќе ја прокоментирате одлуката на македонската влада да дозволи најстариот македонски универзитет Свети Кирил и Методиј, кој оперира со овој бренд од 1949 година, да добие близнак со тоа што на Бугарскиот универзитет од Велико Трново, кој е оформен во 1963 година и кој го носи името на светите браќа Кирил и Методиј, му дозволи, односно му даде акредитација да отвори паралелен универзитет во Македонија кој се предвидува да почне да оперира од Свети Николе, а подоцна ќе се шири и низ цела територија на Македонија. Видете, јас неколку пати сум кажал дека имаме исклучително добри релации, зборам од моје лично име со колегите од Бугарија, независно од овие политички тенденции кои што се присутни сега. Ние дебатираме не само на научни конференции и надвор од конференциите околу историските прашања. И тоа е најдобрат начин на комуникација. Не зборуваме сега дека, јас тоа неколку пати сум кажал со еден мој пријател од Софија, професор, кој што му кажав, добро сега, ние, седиме пријателски, сето тоа, дали ќе бидам подобар, поголем пријател, доколку се согласам со тезите кои што бугарската историографија ги пласира. Не.
Едноставно, пријателството се гради преку тие научни мостови, културни мостови, образовни мостови, меѓутоа не со политички декрети, туку тоа треба да произлезе преку иницијативи на самите научници. Доколку има потреба за такви отварање на таков тип на универзитети, тоа треба да произлезе од академската заедница, не од политички договори или политички проценки. Од тому сметам дека да, добро е да се создаваат мостови на пријателство, соработка, вклучително и во образовниот и високообразовниот сегмент, меѓутоа тоа треба инициацијата за тоа треба произлезе од самите академска фела од двете земји. Во спротивно ќе се смета тоа како наметнато политички, што кореспондира и со сегашната политичка констелација. Во секој случај, јас укажав и на други интервјуа, дека решението или одговорот на ова прашање треба да го дадат, имам исклучителни правници на правниот факултет Јустинијан I, кои што едноставно треба да дадат своје толкување околу брендот на Свети Кирил и Методи, бидејќи тоа е бренд, единствениот, најстариот универзитет во Република Македонија, всушност, го носи токму тоа име. И сега, доколку постои конфликт во однос на сочувување на брендот, препознатливоста на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, тогаш треба да доаѓа соодветна реакција од самите правници или од самиот ректор или ректорат на УКИМ. Тоа е сосема друго прашање околу именувањето, меѓутоа, како што спомнав, начинот на кој што се дознава тоа, без консултација со академската фела, покажува дека тоа се адхок решенија кои што не се засновани на некаква стратегија, бидејќи само да кажеме дека за таков тип на образовни политики неопходно да имаме стратегија која што ќе биде долгорочна, од основно преку средно, преку високо образование, а не да продуцираме кадри кои што не се ни потребни на државата. Зборуваме сега за една здрава стратегија, не со адхок носење на решенија, кои што де факто се присутни со концепцијата за основно образование, кои што се донесува буквално онака како инстант решенија, кои што создаваат само сомнеш, сериозни критики меѓу најголемиот дел од академската и кои што на крајот на краиштата и нема да имаат некаква одржливост, бидејќи се така донесени на начинот на кој што се донесени. Не мора да имаме ние една стратегија во Република Македонија која што ќе има развојна компонента, а не да се подредува на актуелниот политички момент или интереси или цели на некаква политичка елита. Така, имам уште едно прашање, ќе побрзаме, ќе одговорите и тоа најверојатно само мене ме интересира каков би бил одговорот од бугарскиот државен врв доколку Македонскиот универзитет Свети Кирил и Методи побара да му се дозволи акредитација да отвори ист таков факултет во Бугарија. Повторно да се навратиме на Македонската бугарска мешовита комисија која разговара за историските факти. Од комисиите, но и од самиот премиер Заев поодамна изјавија дека веќе комисиите се договорени за 5 историски личности, и тоа за Свети Кирил и Методи, Свети Климент, Свети Наум и цар Самуил, а од друга страна пак Ману пред 3 недели некаде промовираше едно издание со наслов Прилози за историјата на Македонија и македонската култура, во кое издание се поместени историски прилози кои се однесуваат на Македонија, а кои прилози се спротивни на тврдењата на бугарското Ману и бугарскиот државен врв. Ми се чини дека вие имате и ваш прилог во ова издание, а прилогот ваш се однесува на цар Самуил. Кои се други учествуваше во креирањето на ова издание и што има вие да кажете како одговор на она што комисиите се договориле за овие 5 личности што ги спомнавме пред малку
И која е крајната цел на заедничките комисии со Грција и Бугарија, што сака да се постигне преку ревизија на историјата? Ако може малку пократко, само суштински. Па да. Во суштина, да кажам дека иницијацијата за делото кое што беше објавено пред некој месец или минатиот месец, беше на председателството на МАНУ, на академик Юлавкова и на академик Коцарев, со поддршка на академик Коцарев, и нивната иницијација е таа која што овозможува на не само на историчарите, зборам и за интелектуалците, да го рефлектираат својот, да кажеме, научен глас во контекст на современите случувања, современата наука. И од тоа и произлезе и таа публикација која што еминентни професори кои што го проследуваат историскиот период и културниот развој на Македонија од антиката па се до мислам 60-тите години од минатиот век. Во таа смисла ваков начин на научно дебатирање кој што спомнав е неопходно, апсолутно неопходно, на научно дебатирање или во функција на создавање или обединување на македонските интелектуалци, посебно на македонските историчари, кои што мора да го дадат својот глас или својот став во однос на овие прашања, бидејќи на секој од колегите им се ревидира на некој начин нивната досегашна научна историска продукција. Да не зборуваме и за колегите кои што веќе не се меѓу нас, па од Мисирков, па да не зборувам наваму, кои што го се залагале апсолутно цело време за посебен македонски наратив, национален наратив. Во таа смисла, навистина е за поздравување ваквото апострофирање на научниот сегмент од страна на Македонската академија на науки и уметности, која што веќе го дава својот насоките на идниот развој, на сегашниот развој на државата, односно на тој начин и на идниот развој на Република Македонија, бидејќи без постигнување на консензус, без обединување, се што ќе се направи ќе биде неодржливо и ќе мора повторно да се ревидира на некој начин. Значи, недозволиво е, повторно ќе кажам, политичка интервенција во националниот наратив, за националниот наратив македонски да се преговара меѓу комисии на начин на кој што сега се преговара и без за тоа да има консензус од историската и пошироката интелектуална елита во Република Македонија. Ви благодариме за учеството во Македонски корени, господине Панов. Имајте си убав остаток од викендов. Останете во добро здравје, пријатно, до слушање и секако до видување повторно овде на Македонски корени. Благодарам на поканата и поздравам вашите слушатели и гледачи.